Прво би прокоментирала нешто во однос на, само на кратко, на спорот со името и идентитетот, односно дали овие две прашања треба да се мешаат или не. Според мене, тоа се прашања, речеме, од истата медалја. Спорот со името е тесно поврзан со идентитетот. Бидејќи и Грција, мислам уште Македонија пред да направи било што, самата Грција, се сеќам пред неколку години, чепкав така по интернет, уште кога можев, чекав по интернет на сајтот на Министерството за надворешни работи, грчко, и најдов во однос на прашањето со Македонија и спорот со името една огромна страна, не знам кога завршуваше, во која што наведува една серија на прашања поврзани со идентитетот, односно дека македонците немаат право на ништо, дека немаат врска со грците, дека тие се вакви, дека тие се онакви, значи без никој ништо да каже, самите си го поврзуваат спорот со името со идентитетот. Така што јас би се сложила со тај, бидејќи во Грција мислам несомнено живее македонско малцинство. Историјата го покажува. Не може да се раздела. Значи би поставила две-три прашања како чисто пред дискусија, евентуално нека ако можат да одговорат гостите пред да ги поканам другите студенти и другите гости да постават прашања. Едно прашање до професорката Фросина. Кои чекори би биле потребни да се превземат, да речеме, да ги превземе македонската држава или нашата влада, за да се спојат тие две прашања? Македонското малцинство во соседните земји и односно во Грција и признавањето на спорот со името. Мислите решавањето, да. Пардон, решавањето. Да. Друго прашање исто што треба да се превземе во однос на имплементација, да речеме, на меѓународните правни инструменти, бидејќи знаеме дека Рамковната конвенција за заштита на човековите права во соседните земји, за националните права, малцинства, е прифатена, го одредени, воопшто не е ратификувана ни прифатена, туку одредени меѓутоа не е соодветно имплементирана. Како може да се действува, што може да се превземе за да се применат тие некои правни меѓународни инструменти. И уште едно прашање до представниците од малцинствата, од македонското малцинство, дали постои некој вид на меѓусебна ваша соработка помеѓу малцинство во Бугарија, Грција и Албанија, да речеме, во однос на било каква соработка. Тоа е од мене, а сега ги поканувам гостите да земат збор и да постават по некој прашање. Имаме ротирачки микрофон, да? Повелете. Ве молам само, ако може, представете се. Професор доктор Тодор Шопреганов. Јас прво би сакал да се заблагодарам на организаторите за организацијата на оваа средба, а исто така и на панелистите кои што денеска беа, меѓутоа за друг пат мислам треба малку по да се раздели, затоа што 3 сата да седите овде не е баш лесно и да слушате на ваква тема кај што има многу прашања. Навистина имавме два панела, едни од оние кои што живеат во земјите кај што им се случуваат сите оние работи и оно што е теорија, да речеме, меѓународно право, меѓународна теорија која што сличу и како треба да биде. Меѓутоа, како што рече и колегата Маровов, ние од тука не можеме многу да им кажуваме што да работат, затоа што навистина е тешко да сте таму и да работите, бидејќи се знаеме многу години со колегите, со Васе, со Димитри и со другите, и со Стојко, па ги знаеме состојбите какви се. Меѓутоа, јас би кажал една работа. Стојко преска една работа загатна, дека абсурдна е борбата да се борите за нешто што не постои. Нешто ако не постои, не се негира. Значи, самиот факт што ако нешто не постои, никој не го негира. Значи, нешто постои, па се негира. И затоа, целата таа борба што се води и во Грција и Бугарија, ајде да речеме сега, малку не попуштија србите и албанците, е борба која што трае со векови. Значи, целиот овој процес е историја. Мора да се
погледне, како што направи колегата Маролов, една ретроспектива, за да се дојде до оноа што се причините за сите овие работи. Меѓутоа, не можеме секогаш да ги кривиме другите. Требаме да се кривиме и самите. Димитар рече страв. Постои страв. И тоа е оно што лежи во основата на се. Страв и оно што му го рекле, ако дете не плаче, нема да му дае мајката да цица. Значи, во историјата сме биле оние кои што секогаш сме биле, сме молчале. Не нема на Букурешкиот мировен договор, бараме, ни направиле ова. Кој ни направил? Кој ни направил у Букурешт? Самите си направивме. Самите. Немаше никој да артикулира македонска национална свест, македонска државност. Никој. Тие што беа таму, тој што беше што го потпиша, е македонец и го потпиша во името на Бугарија, ја направи поделбата. Симеон Радев. Значи, многу просто. Во периодот од Сан Стефано до Букурешкиот мировен договор се одржани околу 28 конференции. Македонија не е спомената никаде. Зошто? Затоа што нема кој да артикулира. Што за жал ни се случува и денеска. Колешки да кажа, Фросина и Маролов, државата е таа која што треба да артикулира нешто. Државата е таа која што треба да застане зад нешто. Што прави државата за овие наши малцинства во Пиринска, Егејска и еве во Албанија? Што прави? Дали финансиска поддршка им дава, како што прават грците, дали на оние наши во Соединетите американски држави емиграција им дава пари на ома да речеме на Мето Коловски, во Канада, во Австралија, или и таму сме поделени по сите основи. За жал, што е стварно нешто, што велам, историјата ни се повторува. Еве, Фросина кажа, 73.000 и толку пасоши. Па тоа ја покажува порозноста на македонскиот народ. За жал, чувството за државност и чувството за нација не е многу слабо. Не е многу слабо и тоа не води во една сосема друга позиција. Еве имаме овде студенти. Меѓутоа, за ваква дискусија, колку се ова? 20-30 души да присуствуваат. За жал, тоа се работи кои што на нас не се случуваат и ние само си се слушаме и самите си ги преповторуваме. Јас, Фросина кажа многу работи и Маролов. Дали некој вас од владата, од било кој институција ве повикал да ве праша, слушајте, еве вие кажавте, ве повикале на радио емисија, она после ве откачили. Дали некој ве повикал да ви рече, слушајте, ни треба мислење за ова и за ова. Ние као институт, ја 12 години бев директор, па за жал 10 години никој ни прашуваше што треба, ниту ништо. На крајот, председател Бранко Црвенковски, на крајот премиерот Груевски не викна за некои работи да се консултира. Онова што треба е, имаме кадри кои што знаат, меѓутоа не се користат. И тие кадри, и тоа знаење што останува само да им се пренесе на студентите. Затоа што кај нас, кој како ќе стане политичар, целото знаење го прима и се знаат, се им е познато. Овде се загадни проблемот за името и идентитетот, едно прашање кое што е навистина многу суптилно прашање. Јас за такви прашања не дискутирам. Затоа што ако почнете да дискутирате за име, значи сте спремни више да го менувате. Тие, ја не знам на кого во свет, на Грк да му поставите прашање, да ќе ви убие. На албанец, исто. За некои работи кои што, јас сум кажал, јас за име не дискутирам. Воопште не влегувам во дискусија за името, затоа што штом ќе почне да дискутирате, вие више покажувате слабост дека може да ви се најде слабост. Сега скоро читав за Маргарет Тачер. Кај Маргарет Тачер компромис не постои. И затоа железна леди ја вика. Затоа што кај незе компромис нема. Или тоа, или нема ништо. Значи, ако вие одите на компромис за име, тешко нас. Еве, Паролов кажа, 500 години робство. А ја да ви кажам искрено, не сакам да бидам припадник на таков народ. И тоа сум го кажал. 500 години да биете под робство. Да не ви текне македонец од кубурата ја чува за попасни времења. 500 години. Тоа се генерации. И ние уште со тоа и уште таа свест ја имаме и ја пренесуваме на студентите. И мислам дека вакви дискусии треба да има повеќе, меѓутоа треба да има
и оние кои што ќе слушаат. Знаете, јас прашање нема многу, меѓутоа колешката Фросина загатна многу работи кои што, например, Радко, судскиот пропис, пописот во Албанија, сето тие работи. Меѓутоа, знаете, тоа се моменти кај што некоја држава се брани. Еве моето прашање кое што. Зошто Грција, Бугарија не ги почитуваат сите меѓународни договори кои што ги носи Европската Унија? Зошто само ние се правиме дека ги почитуваме, а сите други не ги почитуваат? Според мене, оно што се случува со Македонија, се прекршени сите меѓународни договори. Нема меѓународен договор кој што не е прекршен. И Европа се огледа својот интерес. Што е битно на Европа? Само Европа гледа, немој војна да почнете да се тепате кај што ќе ни го нарушите мирот. Само тоа е основното. Инаку, сите договори во име, во презиме, во се прекршени. И сега ние ќе спориме ово. Нема. Или ние имаме црвена линија, или немаме. Зошто во Грција, кој е механизмот на Европската Унија ако Грција не го спроведе меѓународниот договор тој за почитување на правата на малцинствата во Грција или во Бугарија, еве, што го кажа, се судот, тоа, на сето тоа не се почитува. Кој е механизмот? Нема. Нема, едноставно ти вика, тоа не е ратификувано уште во Грција. Ти вика, тоа е право на таа држава, па што сакате? Златна зора. Па слушайте, Хитлер не дојде сам на власт. Еден човек. Војна не може да предизвика. За тоа стоја големите сили. И Велика Британија и Франција, кои што беа соучесници во почетокот на војната. Не се наивни евреите многу што викаат 45-та, 41-44-та немавме држава, 6 милиони ги убија. Ама сега Нетањаху има храброст во Обединетите нации да скине резолуција на Обединетите нации да им рече ово за Израел не значи ништо. Затоа што има чувство за државност, има чувство за нација. Сите меѓународни договори ги прават големите сили. Ние малите или ќе ги применуваш или нема. Меѓутоа Грција, Бугарија се држави повеќе од 100 години. Го знаат механизмот и на пропаганда, го знаат механизмот и на тоа како се купуваат души. И тоа ни се случува на нас, за жал, во 21. век. И ќе ни се случува ако вака продолжиме. Благодарам. Ви благодарам за коментарот. Се сложуваме сите со оно што го кажавте горе-доле, мислам, и за сите пропаганди и за нефункционирањето на меѓународните системи, особено во рамките на Европската Унија, барем јас можам да кажам. Па, повели. Да, повели, Слован. Да, како сакате може и тука да се... Јас сакал да... Многу ми беа интересни работите што ги слушнав тука од професорите. И еден краток коментар би сакал да дадам на сето тоа што го слушнав, мислам. Како прво вие прашавте дали постои соработка меѓу македонските организации во соседните земји. Да, постои. И конкретно со овие организации што ги представува Васле Стергиовски и Стојко Стојков имаме долгогодишна соработка. Односно сметаме дека сме како сестри организации. Тука ќе ги додадам и Меѓународниот македонски комитет за човекови права од Торонто, Канада и Австралискиот македонскиот комитет за човекови права од Мелбурн, Австралија. И така една како петорка заедно се обидуваме барем на повеќе точки заедно да соработуваме и да действуваме. Спомнавте исто така за спорот со името. Тука би сакал да кажам позицијата на моето движење Виножито. Значи, Грција од незината страна бара Република Македонија да има едно име што ќе се разликува од нејзина административна територија Македонија, така која што во суштина таа територија нема никаква правна суштина во Грција, како да кажуваме во Република Македонија овче поле. Тоа само одбележува некои територии, така. И истото и во Грција. Значи проблемот не е тој, проблемот не е сосема нешто друго, така е македонското малцинство во Грција. Тоа е проблемот и ништо друго.
Мислењето на моето движење кај што припаѓам и моето лично мислење е дека во ниеден случај најлошо сценарио за Република Македонија ќе биде да прифати име со географска одредница. Така, тоа е најнационалистичко во суштина име, бидејќи ако создаде Северна Македонија, ќе има Јужна Македонија, не сега, утре, заутре ќе дојде до војна сигурно. Гледаме што се случува Северен Виетнам, Јужен Виетнам, Северна Кореја, Јужна Кореја и така натаму. Република Македонија од моментот на од незината независност до ден денес има име Republic of Macedonia, значи има две зборчиња повеќе од името на територијата на Грција, што се разликува потполно и нема потреба од друго. Зошто да биде географска одредница, нека биде политичка одредница, нека биде што знам верска одредница или што знам. Пример зборувам сега. Оти така и одговара на Грција, зошто да биде така. Едно тоа што би сакал да кажам. Второ, се отвора и прашањето, како што кажа и професор Чепреганов или некој од вас, извините, не сеќавам, што ќе биде со останатите македонци, ако тука биде Северна Македонија, така. И се согласувам потполно дека кога зборуваш за името на една држава, истовремено зборуваш за јазикот и за идентитетот. Тоа не се дели. Како што кажа поранешниот министер Пангалос на Грција, поранешен министер за надворешни работи, во една емисија имаше 99% мислам го памтам, што рече, што ми е гајле, Катерина нека се вика соседната држава, нас не интересира и народот и јазикот. Тоа е вистината. Остајте што презентира тие нели пред меѓународната заедница. Во Грција и не само државата, туку и целокупниот народ не признават ни македонски јазик, ни македонска нација, ни македонска држава, ни македонски идентитет, ни македонско ништо и ниту ќе признаат. Така како што се гледат работите до ден денес, не треба да се лажиме со тоа, дека да го мениме името, ама другото нема да чеп. Што е тоа другото? Едно е. Така. Ако мене од Димитри ме направите Јорго, јас не сум веќе ист човек. Не сум ист човек. Исто така спомнавте, извините, јас што вака малце сум уморен, спомнавте за како може Грција да прекршува толку многу меѓународни договори и да не биде казната. Така, за повеќето таков вид на обврски кон земји членки на Европската Унија постои само советодавен карактер на тие одлуки, а ако сака државата ги применува. Тоа е, например, како извештаите што ги имаме секоја година и често, мислам, во Грција од експертите на Европската Унија, односно на Обединетите нации за човекови права, како што беше Хамберг, Макдугал и така натаму, што не посетија, видоа, заклучија, запиша и коментарот во Грција беше кој е тој мајмун што ќе ни кажува нас, официјален коментар. Така, од политичари, од академци, од обичниот народ. Ќе ни каже нас кој како што ние воопшто не му даваме внимание. И никој не му може ништо. Тоа не го прават само за човекови права, го прават за се. Така. Европска Унија донесе закон пред децении дека во рамките на Европска Унија може секој да купи автомобил, пример, од било која држава и да го донесе во неговата држава без воопшто да има царина. Една држава сме, нели? Грција од тогаш има царина, 35%. Секоја година Европска Унија ја тужи, му дава да плаќа пенал, да, ама приходот од царината е 10 пати поголем од пеналот и Грција продолжува. Да, казниме. Ме разбирате, значи треба да ги гледаме работите како што се во реалност, а не како што би сакале да бидат според меѓународните договори или според праксата што би требало да се. Исто така да не забораваме, без да сакам, мислам, така да се видам да ставам повеќе категории на држави. Европска Унија кога се создаде од 5-6 држави, што тие кога ќе дават збор. Така, Британија, Франција, Германија, овона, и тие мислат дека и останатите, да, ама сега влегува и во наводници втора категорија држави во Европска Унија, што му е гајле. Што ќе биде и со човекови права и со ова со она, ја гледаат само од финансиски аспект и ратификуваат и прифаќаат само тоа што им одговара. Благодарам.
Ви благодарам. Повелете, може да го дадеме микрофонот на Стојко Стојков, кој сака да даде коментар. Благодарам. Сосема краток коментар, бидејќи времето многу напредно и гледам дека сите се изморени. Прво од кое да започнам. Треба да имаме на ум нешто кое што е важно, а тоа е соработката меѓу Грција и Бугарија против Македонија. Зошто до сега Бугарија нема побарано признавање на бугарско малцинство? Бугарија не побарала, нема ниту да побара, затоа што тоа значи признавање на небугарско мнозинство, индиректно признавање на македонската нација. По иста причина Бугарија нема побарано, без разлика колку државјанство има дадено, нема побарано да влезе во уставот на Македонија бугарска народност, бидејќи тоа би значило едно разграничување во самиот устав на категорија македонски народ, категорија бугарски народ. Меѓутоа, тоа така сега стои, но што ќе стане кога, не дај Боже, се постигне спогодба со Грција според нејзините барања за географска одредница, за севкупна употреба и внатрешна и надворешна. Тогаш тоа ќе треба да се префрли и во уставот на Македонија, па во преамбулата наместо да имаме држава на македонскиот народ и на националностите, би имале на некаков географски народ, северно-македонски, горно-македонски, било каков, тогаш Бугарија ќе побара да влезат бугарите како народност во уставот и ќе добиеме една ситуација која што ја посакуваат и Грција и Бугарија, а тоа е географска категорија македонски народ, односно население без етнички карактеристики и вистински народности, бугари, албанци, турци и така натаму, кои што се на вистина нации за разлика од македонците, кои што се географска категорија. Мислам дека на тоа се работи. Од се што слушам и гледам во Бугарија, а следам и во Грција, на тоа одат двете држави, затоа Бугарија не брза, таа е во исчекување, само повремено ќе подржи Грција кога таа ќе се измори да ја спречува Македонија да започне преговори, тогаш настапува за малку Бугарија за да може Грција настрана да се одмори и пак да влезе во играта. И уште нешто зошто не се исполнуваат од страна на Бугарија и Грција одредени нивни задолженија. Европа практично нема капацитет, тоа е реално, да ги решава сите овие проблеми. Овие земји се, посебно Бугарија, е последна на прашање во Европа, кога има толку големи прашања други и 100 пати ни имат кажано дека работат по принципот нема конфликт, нема проблем. Значи, ако фрлиме бомби, ќе ни обратат внимание. Не фрлиме бомби, нема внимание. Тогаш ќе чекаме наред до недоглед. И добро, не сакам да должам, има тоа во бескрај може да се зборува. Благодарам. Ви благодарам. Да не сака никој другите учесници да проговори за... Чисто. Да, ќе се обидам, ќе бидам многу краток. Да. Значи, ме испровоцира овој делот за прашањето што го покренавме, кое е поврзано со преговорите или разговорите, поточно за името помеѓу Република Македонија и Република Грција. Географската одредница е многу комплексна и многу штетна за Република Македонија. Мислам ќе се сложиме сите. Јас би сакал да отворам само една друга димензија. Географската одредница значи нешто друго. Значи териториализација на националниот мит. Што значи ова? Значи дека Република Македонија не смее да пројави претензии спрема соседните држави, на ова целат соседните држави, во креацијата на низиниот национален мит. Се сече коренот на Република Македонија. Значи не зборувам само за античкото минато, не зборувам само за рано христијанското минато, на кое што апсолутно имаме легитимно право затоа што живееме на овој простор. Туку зборувам и за револуционерното движење во 19-тиот век, за кое што население, Грција уште во 19-тиот век, ја исфрли тезата за славофоно население. Ова значи население кое што може би не е целосно сознаено грчко, меѓутоа легитимно може да се врши пропаганда и може да се асимилира. Легитимна асимилација, замислете каква флоскула. И проблемот тука има две димензии, значи со еден удар, со географската одредница, тие ќе направат дистинкција помеѓу оваа територија на Македонија и соседните делови кај што живее делот од македонскиот народ, меѓутоа може да се отвори уште поголемо прашање. Македонскиот народ кој што живее денеска во Република Македонија може да се сведе на ниво на масфлоатант од 19-тиот век. Зошто го зборувам ова? Затоа што имаме население кое што живее тука е по потекло од деловите на Пиринскиот и особено на Егејскиот дел на Македонија. И вие ако го пресечете тој историски корен, вие ја губите основата на својот идентитет.
Така да ќе се сложиме тука дека не смее во никој случај да се прифати географска одредница, затоа што тоа е навистина голема замка која што ќе ни отвори огромни проблеми не само на нашето малцинство во соседните земји, туку дури може да ни отвори проблеми и во Република Македонија. Благодарам. Благодарам на колегата Страшко. Повелете професорката Фросина не сака да искоментира нешто бидејќи од при или да повелиме уште некое прашање, уште едно прашање од публиката. Малку ги исцрпивме сите теми, вака направивме на крос трка низ темите. Може ја. Добро, еве, го даваме. Да, еве, последниот збор ќе го има професорката Фросина. Ја покануваме и после ќе затвориме дебатата. Меѓународното јавно право и меѓународното право не познава митови, страшно. И ниедно, да, факт. Значи, прашањето на идентитетот, ја сакам да го заокружам како концепт, како дефиниција. Значи, социолошката дефиниција за идентитет го вклучува прво името, меѓутоа вклучува и многу други елементи, за кои што ако направиме еден сериозен осврт во Република Македонија, ќе видиме дека идентитетот повеќе го градиме надвор отколку внатре. Името е првиот елемент на идентитетот. Вториот момент на идентитетот е колективната свест за потеклото на народот. Ако гледаме во Република Македонија дали постои единствена свест, колективна за потеклото, ќе видиме дека ние македонците сме поделени внатре. Едните се од Александар Македонски, другите се од Кирил и Методи. Поделбите внатре се прават по однос на потеклото, по однос на чествувањето на настани и личности, историските моменти и настани. Исто така е прашање на идентитет. Ако го видиме и тој момент во Република Македонија, ќе видиме и рехабилитација на сомнителни личности. Професорот Чепреганов го спомна Симеон Радев. Јас прочитав дека во владината програма Симеон Радев ќе има награда за дипломатија. Симеон Радев. Сега, извинете ми, ама за каква рехабилитација, за какви истории зборуваме тука? Дали зборуваме за антифашистичкото движење, пошто го спомнавте, и треба да го спомнеме. Зошто? Затоа што овие малите земји, особено Република Македонија како земја 5 века под турско, ако не го фатела бранот на антифашистичкото движење за време на Втора светска војна и ако не станала активен учесник на тој глобален на тоа светско движење, никој немало да ја забележи за да таа стане република во рамките на СФРЈ. Професорот рече, историјата ни се повторува. За жал ни се повторува. И ќе го спомна моментот како движење кое што ние го испуштаме, а тоа е евроатлантските интеграции како нова форма на глобално европско движење во кое што Република Македонија мора да го фати текот. Затоа што ако излеземе од колосекот, кој што не дефинира и не гарантира како територија, како стабилност, политичка, економска, социјална, каква сакате, ние немаме позиции да обстоиме како држава. Зошто го говорам ова? Ние не можеме да се компарираме ниту со Грција, ниту со Бугарија, дури ниту со Албанија веќе. Не можеме да се компарираме со Германија, со Швајцарија, со Словенија. Не можеме. Ниту по бруто домашен производ, ниту по се она што значи параметар што гарантира стабилност на државата. За да имате преговарачки позиции во било какви преговори, мора да имате, да ги градите. Тие не се градат со потези кои што државата ќе ја клекне на колена во даден момент кога ќе ја биде кој ќе биде потребна помош. И често го компарирам овој момент со ситуацијата во со која што ќе се случи во Република Македонија. Иако не е известно кога, меѓутоа е предвидлива лесно.
Затоа што економските науки, демографијата и овие социоекономските параметри можат многу лесно да ги предвидат тековите по однос на економската стабилност. Стапката на бруто домашен производ, економскиот раст, невработеноста, сиромаштијата, задолженувањето и се она што значи стабилност на системот, односно базата. Ние по тие параметри секоја година уназадуваме. Грција банкротираше, меѓутоа Европа, принципот еден за сите, сите за еден, важеше за Грција. Така? Ние сме надвор од системот. Кој ќе не спасува? Во случај на не дај Боже. И за жал, во Европската стратегија за безбедност, како стратешки документ на Европската Унија, прстенот на заштита на Европската Унија за стабилност, политичка и економска на Европа, завршува до Сараево. Со Сараево. Значи, се излегува надвор. Значи, Европа веќе се штити од нас. Европа веќе се штити. Нас веќе не вбројува во она категорија на ризици и закани по безбедноста на Европа како слаба држава. Теоријата на слаба држава Чомски ја измисли, меѓутоа таа се повеќе станува економска теорија. Во слабата држава, во дефинициите за слаба држава влегува недостаток на демократија, нефункционална правна држава, немање владење на право, висок степен на корупција, организиран криминал, слобода на медиуми, се она што натовари се става на Македонија наназад и ги квариме политичките критериуми што ги добивме како исполнети услови за кандидатскиот статус од Европа. Сега, ако зборуваме за преговарачки позиции, и тоа да не зборуваме за демографскиот момент, 447.000 македонци, по записи од Светска банка, од кои што 223.000 се со регулиран статус во Европската Унија. Пола-пола. Во изминативе 10 години. Значи, природниот одлив на населението, демографскиот и етничкиот баланс ќе го направат невозможен да се менаџира. Дотолку повеќе што пак нас меѓуетничките односи што ни се дополнително горливо прашање ни се поврзуваат со динамиката на евроатлантските интеграции. И ако се стави на купче, ќе дојде она народната од сите страни Ѓорги Сардиса. Прашањето е на умот и разумот. Дали ние вака ќе си се гледаме да разговараме или некој ќе ги услуша сите овие говори што сме ги правеле на многу дебати. Јас веќе сакам да зборувам пред студентска популација, затоа што тие се медиумот кој што ќе шири и што ќе зборува. Меѓутоа не недоволно. Недоволно. Ние не сме креаторите на политиките на државата. Ви благодарам, извинете на времето. Благодарам на сите учесници и за убавите пораки за понатаму. Фала.